Благодарам. Јас за исказот на министерката, јас директно ќе одам со прашање за да бидеме ефективни во изнаоѓање на заклучоци и идни чекори што треба да ги превземеме. Првото прашање е до министерката колку од лицата што земале посебен извод од прилика 320 луѓе користеле некои социјални права. Второто прашање е дали засегнатите лица се доволно запознаени со правата на социјална заштита. Дали вие како институција, односно како министерка, имате преземено мерки и активности со цел подобро информирање со постапките и процедурите со цел спроведување на законот, како за вработените, така и за засегнатите лица, бидејќи една од главните забелешки на народниот правобранител е токму ова дека нема доволно екипираност во институциите, но и дека засегнатите лица не се доволно информирани. Логично прашање на двата искази претходно што ги слушавме и од заменик министерот за правда и од вас, министерке, зошто со јавните повици од невладиниот сектор и тој повик што вие сте го имале како министерство во 2018 и на иницијатива на невладиниот сектор, дури за јавен повик ви треба иницијатива од невладин сектор, не од самите вас, биле повеќе идентификувани и евидентирани лица, отколку ниедно сега со донесениот закон. И уште едно логично прашање дали вие презедовте нешто за лицата кои што не се без документи, а не се опфатија со пописот во 2021, а тогаш бевме уверувани од Државниот завод за статистика дека ќе се пребројат и лицата кои се без документи. Основниот услов за попис е државјанството. Доколку Државниот завод за статистика поседува можеби вакви информации, можете да ги сподели јавно или да се кријат од јавноста, за да јавноста не ја знае точната бројка на фантоми кои живеат во оваа држава и се социјално тотално исклучени од системот. Ви благодарам. Благодарам.